Државниот инспекторат за земјоделство денеска доставило на анализа нови мостри ориз, земени од неколку магацини откочани, за да се утврди дали се генетски модифицирани. Оризовото семе за кое Агенцијата за храна и ветеринарство објави дека е генетски модифицирано и од увоз во државата е влезено на нелегален начин. Резултатите ќе бидат готови во среда или четврток. Но што е генетски модифициран организам и како да се заштитат од модифицираното семе? За оризарите од Кочанскиот регион е се уште табу тема. Знаете ли вие за ГМО, генетски модифицирано? Нема појма од тие работи, не ме питате, не знам ништо. Тоа што се увезера кај нас од нашиот нема тоа. Тоа нема кај нас. Не. Како земјоделците, односно оризарите, треба да се претпазат од генетски модифицирана храна? Појма нема. И додека генетско модифицираното семе на оризарите им диши во врат, тие и годинава се незадоволни. Високите давачки и ниската откупна цена за многу од нив ќе биде причина до година нивите да не ги посеат. По 35 динара. Тоа ништо, не се исплаќа само за трошковите, а не камо за нас да остане. Вака ако биде, може и да до години да не се ни сее. Од цената иш не сме задоволни. Многу е трошкови, некој пат си у минус оде, кредит се земе, па не може да се раздужиш. Цените на препарати скапи, ѓубриво, се иде на бродното полото, ние уште не снижуваат. И нема ќе остави да не го сееме. Годинава во Кочанско за околу 1000 хектари се намалени површините посејани со ориз, што е скоро 1/3 од вкупно планираните површини за сеидба.